најбитно тоа што ќе оставиме ние за идните генерации, за моите ќерки, да речам, за иднината, за нивните деца понатака, значи најбитното од се е тоа што ќе оставиме ние. Самиот концепт во соработка со Македонско еколошко друштво Фармахем и Масидонија преку програмата за заштита на природата беше избрана нашата општина Вевчани како општина која има многу капацитети за развој на токму ваков тип на туризам, со што нашите заложби заеднички беа препознаени во надпреварот на Green Destinations, односно Вевчани како дестинација влезе во 100 најуспешни приказни за 2022 година. Во тој надпревар приказната за Вевчани и концептот за Вевчани Green е крајниот продукт на сето она што се започна пред едно 3-4 години, да го работиме во склоп на програмата за зачувување на природа во Македонија. Преку самата платформа Вевчани Green, бизнисите заедно со општината направија повеќе од 10 продукти кои се нудат на туристите за нивно уживање и нивно спознавање на самата дестинација на општина Вевчани. Самите продукти се осмислени да пружат туристичко задоволство на одговорните туристи, што е можно повеќе туристи кои се грижат за природата, а со тоа 10% од сумата за производот кој го плаќаат туристите оди на управувачот на заштитеното подрачје со намена за вложување во екосистемски услуги. Бенефитот кај општината е што добива многу одговорни туристи, како право. Со ова се прави една елиминација на туристи кои што не би дошле само во Вевчани и да им е како транзит дестинација, туку ова се туристи кои што би сакале или би можеле да останат тука со понудени содржини барем 2 дена. Со ова се помага локалната економија, со ова се полни и касата на управувачот на заштитеното подрачје, кое што и те како му се потребни средства за да го одржува подрачјето во природен баланс. Нормално, најголем бенефит ја има природата и природните екосистеми, без кои што во суштина не може и ништо од ова да се направи, ниту да има туризам, ниту да се размислува за било каква друга туристичка активност тука. Четирите бизниси доброволно се приклучија на иницијативата на Вевчани Green, со самото тоа што тие исполнија повеќе од 50 критериуми според програмата Good Travel Seal и се здобија со сертификат како зелени бизниси за добри туристички практики. Истиот процес може да го поминат и други заинтересирани бизнис организации и да се приклучат на ова семејство, со што би имале уште поголем број на туристички производи кои може да ги понудиме на заинтересираните посетители во Вевчани. Моето искуство и препораката, значи, све почна кога нешто со срце се сака, значи од душа се сака. Пред се ние Вевчани си го сакаме, како да кажам, значи број еден е. Значи со срце и со душа, а самото нешто, значи што ни дојде ова, значи
во топ 100 во светов да влезеш и баш ние три бизниси да бидиме, е охрабрувачко и за другите бизниси да ни се приклучат. Ништо не е страшно, ништо не е тешко. Значи сите си го сакаме Вевчани. Искрено се надеваме дека овој систем на ПЕС шема, што го тестираме и што го пилотираме во Вевчани, ќе биде добар пример и за другите заштитени подрачја. Секоја ПЕС шема што се планира или некој добие идеја да го спостави, барем зборам во Македонија, е посебна. Затоа што таа се адаптира на подрачјето каде што ја спроведуваш. Македонија има навистина услови и преголеми адути за да има неколку зелени дестинации барем од почеток.